Чекајте малку, другари. Значи, стварно е малку еден бонус. Пази, кај ти е тука новогодишен бонус? Кај ти е дупли овртањ? Кај ти е бенефициран стаж? Кај се тука 3 од карти? Значи, нема смисла. Се согласувам. Тогаш предлогот е како да си доделиме единачен бонус од 400% од вредност на 6 плати. Тамам. Да го ставиме предлогот на гласање. Океј, кој е за предлог бонусот од 800% нека крене рака? Здраво. Шо гласате? Шо дигате руки? Ништо. Та што туку си изгласавме покачување, бонуси и награди и 3 од карти. Абе, как? Шо се понашате, бе, као дик се тресе у ладна вода, бе? Бе, шо личи, ние не сме државна администрација, бе. Ние сме приватна фирма што полни буџет за они да може да взимаат бонуси. Шо се понашате као тако, бе? Нема се фатиле као другиве новинари. Бејли ке фрли коска и сите коската ја гледате. Па не гледате дека у сите јавни институции е исто, бе. Фатете и стражете малце, бе. Абе, немаме новинари, ланчо го нема, вие тука бонуси си делите, бе. Не ми се веруе, човече. Ај, факете се за работа, гитла, ајде, ме нервирате сите. Станујте, ајде. Арчи, ти сачекај малце. Сачекај малце. Значи, ти многу си ме разочарал. Таман те испофалија прошли пут за тоа покерот и сега вака ми правиш. Значи, многу си ме разочарал. Многу си ме разочарал. Имаш нешто да кажеш у твоја одбрана? Студио? Абе, што студио, бе? Студио! Имаш и кажи, не, бе? Студио? Како не ти е срам? Ја студио? Ти давам шанси едно друго. Лека ноќ, драги гледачи! Вие гледате вчерашни новости. Јас сум Александар, а ова до мене е Јелена. Точно така, лека ноќ и од мене. Ние сме во студиото, од каде секоја недела ве носиме чекор за ците. Се надевам дека сте добро најадени, за да може да ги сварите сите информации кои следат. Освен на Телма, не гледате и во живо на Facebook, како и секогаш така и денеска. Почнуваме од крајот. Еве што ќе гледате. Вчерашни анализа. Има ли фалсификувани лекови во Македонија? Владин пиар ни открива што се е сработано на булевари Линден број 2. 4 до 5 пати пишуваме соопштение да обвиниме некои луѓе, така? Ексклузивно. Вчерашни на снимањето на ново реално шоу во Македонија. Сакам да запознавам повеќе луѓе и да се дружиме. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Со церемонија со највисоки почести, делегацијата на владата во сенка на Република Македонија, предводена од премиерот во сенка Климе Охридски, вчера ја отпочна официјалната посета на една скопска кафеана. Тој во придружба на заменикот председател на владата во сенка и министерот без ресор, кои во оваа прилика сакаа да останат анонимни, остварија низа средби со гостите на кафеаната, а Охридски имаше и тет-а-тет средба и со сопственикот на локалот.
Така е, студио. Во текот на денешниот ден претседателот на владата во сенка на Република Македонија, заедно со македонската делегација, има навистина многу набиена агенда. Имено, тој доручкуваше чорба во центарот на градот и потоа се упати кон делот со кафулење на улица Македонија, од каде што ја прифати поканата за кебапчиња во старата Скопска чаршија. Но, еве го тука и претседателот на владата во сенка на Република Македонија, па би го запрашале што тој мисли за неговата посета денеска. Добар ден, дали може да ве прашаме нешто? Седи, море, зашто не може? Ние сме транспарентни и отворени сме. Така, еве, дали може да ни кажете нешто повеќе за вашата посета денеска? Најпрво, да ги поздравиме вашите гледачи и да ги направиме, и морам да кажем дека согласно нашата определба за отвореност и транспарентност, ние решивме нашите работни средби да бидат отворени за јавноста. Да, но ние сепак од свиркаш дознавме за овие средби. Тоа е затоа што не си работата, море. Свиркачи ви треба да ви каже што се случуваат во држава, море. Теми имат колку сакаш, море. Гледај. Па гледате што се случува, да речеме, уште немат министер за здравство. Па тоа е недозволиво. Па гледате што се случува со образованието. Па нели плати решија оти ке покачват. Кај се тие? Зашто не го поставите тоа прашање некому? Или младите ве што си иселве тушче беге? Докаде е владата во сенка што ја најавивте пред еден месец? Пред не пол месец, да бидеме поточни. Како што може да видите, се работат интензивно, меѓутоа периодов е таков предновогодишен, многу прослави, многу кафани, вамо, тамо, сегде разговараме интензивно за нови министри што ќе бидат и ве уверувам дека час поскоро ќе направиме таа влада во сенка од неопределените, за да се бави со суштинските проблеми на секој еден граѓанин во Република Македонија, зашто овие други во влада, како што можеш да видиш, имаат болка во пределот под појасот. Така, ви благодарам. Да ти го дам на подарок. Кажете ми, какво е мислењето на владата во сенка во врска со бонусите на ДИК? Студио. А кога сме кај владата, премиерот Заев, наместо министер за здравство, на партијата на Зијадин Села и понудил позиција вице-премиер за реформи. Но во јавноста има дилема кој ќе биде делокругот на работење на овој вице-премиер. Ако актуелниот премиер е незадоволен од досега спроведените реформи, тогаш вице-премиерот за реформи би се занимавал со реформи на реформите. Но, ако ова значи признание дека во изминатите 6 месеци немало никакви реформи, па нив треба да ги спроведува тој, тогаш според експертите, на владата не и треба вице-премиер за реформи, туку премиер за реформи. Со ваква динамика на реформи, познавачите на состојбите очекуваат многу скоро по првата реконструкција во владата да биде назначен и вице-премиер за спроведување на реформите, предложени од вице-премиерот задолжен за реформи на реформите. Болнички Survivor. Сигурен сум дека ќе тепам 100%. А сега на линкот пред владата треба да го имаме Миомир Петровски, кој е еден од 120 пиар советници вработени во владата на Република Македонија. Миомир, дали се слушаме? Да бе, да, повели, прашање, ајде. Всушност, имаме едно прашање, кој ја мачи целата јавност. Зошто Миомир се уште нема министер за здравство? Зошто е празно ова министерско столче? Види, брату, значи, министер за здравство, ако ставиме во овој момент, е многу лош пиар потек. Како мислите тоа? Па, замислете, кога беа протестите, ако ви текнува, кога беше голем морталитетот на новороденчињата, кога беше министер Тодоров, тогаш народот протестираше со парола Тодоров убиец. Годинава, имено, имаме 219 нови починати новороденчиња, а годинава уште не е ни завршена. Дали ме разбирате што сам да кажам? Не сосема. Види, ако ставам сега министер, ако поставиме министер за здравство, по автоматизам добиваме убиец. Вака нема министер, нема по кого да се плука, нема каде протести, колите убаво ги си прават, нема гужви, дали ме разбирате? Нема убица. Ви благодарам, Миомир, што ни одвоивте време за некои одговори кои јавноста се надевам ги дозна вечерва. Значи, нема проблем, кога и да ви треба, ќе одговорам што и да треба. Што и да треба. Така е. Тоа беше Миомир од тимот за комуникации на владата.
Во јавноста постојано се коментира дека владата не работи доволно за да се променат состојбите во државата и да ги реши проблемите на граѓаните. Но вчерашни работат според високи професионални стандарди, па решивме да ја слушнеме и втората страна. Крстич Поп Мајбах е позади влада со својот соговорник. Простејт седиште. Carbon frame, carbon wheels. Не разбираш, нели? Не битен. Чако ти се снима, погледни малку камерата. А ти кога гледаш у камера? Да, секако. Така е, студио. Се наоѓаме од позади влада и зборуваме со еден од вработените во PR службата. Кажете ми што ќе речете за коментарите на јавноста која што вели дека не сте сработиле баш нешто многу. Мислам, стварно не ти го контам прашање, али окей, ќе го одговорам. Значи, читате соопштенија од влада? Да. Да? Да. Знаете тогаш дека најмалце 4 до 5 пати пишуваме соопштение да обвиниме некои луѓе, така? Кај се соопштенија за направени грешки, кај се соопштенија за извинување, наши луѓе пари вратија. Замислете кој ги врати парите ВМРО. У наредни 10 години ќе живееме као лордови. Добро, ве прашам конкретно вие што сте сработиле. Па ние сме сработиле, мислам, стварно не ти ги контам прашањава, али окей, ние сме сработиле, помогна овие што се коалиционите партнери, али во главном ние, PR службата на влада. Ме конташ? И за вас тоа е доволно. Значи, таму мизерни 120 души работиме. Мизерни. Дали ме разбираш? Некои без ниеден ден искуство, а пишуваат по 3 соопштенија дневно. Секој ден. И ноќ некојаш. Добра, кажете ми министар кој што има нешто сработено, а при тоа да не останал само на зборови. Ама ти од преска тука ме дупиш мене, така? Не. Да ме дупиш? Не. Да ме дупиш? Не. Да ме дупиш? Одговорете ми на прашањето. Министерот за култура. Шо министерот за култура? Како шо министерот за култура? Значи, он отиде у сите објекти од Скопје 2014 со кофа, да измери по колку кубици дневно протекле. Кажете ми, министер ви текне што го направил, слично е што направил. Не истото. Браво, немам што да кажам. Па нема што да кажеш. Од позади влада вашата Јели Салфета. Не разбираш ништо онака, тотално си аут човече. Look at me, one finger, carbon frame. Студио. Чао. Новости од вилата на Водно. Како што со задоволство јавуваат од кабинетот на председателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓи Иванов, тој недалава во Монако ја представил Македонија на исклучително важниот собир на светски лидери, на кој се крои иднината. Се работи за самитот Мир и спорт. Во продолжение деталите. Од кабинетот на председателот изјавија дека Ѓорѓе се сместил во хотелот на ултраважниот собир Мир и спорт и достојно ја представува нашата република. Како што велат оттаму, председателот успел да постигне гол во мал фудбал, но за жал неговата екипа не се пласирала во финалето на турнирот. Но тој се представил добро во индивидуалните вештини, како што се шутирање тројки, пинг-понг и источно европско куглање. Се очекува председателот да се врати во земјава со стекнати многу другарчиња, нови искуства и пофалница од важниот самит Мир и спорт. Најексклузивна вест во моментов е тоа дека е забележана нашата Маја како јаде геврек во другото студио. Баш ексклузивна вест. А ние одиме понатаму во минута и кусур да ги проследиме новостите од Некна. Неделава низ историјата се случило следново. Бомбардирање на Перл Харбор, Горбачов стигнал во Америка на saстанак со Реган, смогото било лјадници во Англија, а Водно пак беше полно со автомобили. Аман бе Петре, толку бе настана еден полицај да си спентери на Водно ред да клај. Едно чудо испо завршена во курсој беше 6-месечни. Не се надевав дека полицајче ни дефицитарна професија во држава, испада дека имаме повеќе народ за односи со јавност во Скопје отколку полицајци. Притвор не е исто со затвор, има медицински термин за затвор и во објаснувањето се користи столица. Са премиерот вели дека укинување на притвор само во услови кога е морално. Лично мислам дека посегнување кон притвор треба да има само кога тоа апла е морално, дека мора тоа да биде. Значи да се разбериме, морално не се користи дека нешто мора или треба да се стори, исто како што секундарно не значи веднаш одма. Среќа па ќе можам да се расправам јас со Ангел дека е спанаќ, а не е спањак. И важно е еднаш за секогаш да се разбериме со прилепчани дека е портокал, не е протокал.
Протокол е друга работа, да не мешаме сега баби и жаби. А гледам дека и Дикс од Дневници има направено правописна грешка, го измешале значењето на морално. А ја уште го чекам експресото, цел геврек без кафе го изедов. Кај е? Болнички Survivor. Сигурен сум дека ќе тепам 100%. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Ти треба заем? Секоја нова Forza апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш на forza.mk. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Погледни поинако, не сум само празна тегла. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има мината, може да има и иднина. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Одлични вести ни доаѓаат од Дојран на западот Охрид. Одлични како за охриѓани, така и за сите туристи кои планираат да го посетат Балканскиот бисер сезонава. Во план е поставување на нови јавни тоалети на 2 локации, еден кај Горнапорта, додека другиот кај Амамот. Од несигурни и далечни извори до вчерашни дознаваме дека користењето на тоалетите ќе биде по многу пристапна цена, на што охриѓани се радват бидејќи ќе може дополнително да наплаќат за користење на тоалетите на туристите. Уште не појавени јавните тоалети, на автобуската во Охрид се појавија редица на луѓе кои ги прашваат туристите: "Кеневдан Требит?" Ацо, дали се на повидок некакви реформи во образованието на Македонија? Секако, Јецо. А кога не биле? Имено, Општина Битола најави дека ќе преземе не какви билно, туку револуционерни реформи во школството. Како што вели старата поговорка, маката на сеќа натера општината. Многу од битолските училишта се со блокирани сметки поради неплатени долгови кои достигнуваат 2,5 милиони евра. Под притисок од исклучување на струја и грејење се најавуваат реформи во битолското образование. Се очекува учениците да добиваат повеќе домашна работа, со што би правеле помали трошоци на училиштата, а децата до 8 години да ги школуваат нивните баби. Ако општината не успее да се снајде и да ги плати долговите, од општина Битола најавија дека целосно ќе ги укинат образованието во општината, затоа што и онака 97% од жителите на општина Битола се над 50 години, а младите битолчани се образуваат во Австралија, Канада, САД и Дубај. Скандал со паралелен увоз на лекови ја тресе Македонија. За сметка на здравјето на граѓаните, наводно се увезувале неквалитетни и фалсификувани лекови, а профитот кој го правеле овие увозници се проценува на меѓу 50 и 70 милиони евра годишно. Според истражувањата, најголем дел од лековите кои можат да им наштетат на пациентите биле увезувани со паралелен увоз од Турција, каде што постојат нелегални фабрики за вакви лекови.
Сепак, дали е се така како што изгледа? Вчерашни провери во една македонска аптека. Ајде, бујрум, бујрум. Ајде, бујрум, бујрум. Ајде. Оти, сиктер, бе. Ајде, бујрум, бујрум. Ајде, бујрум. Мерава. Ова е бета тезгата за апој? Да. И шапо имаш ти? Господја, тамам, све има, све има. да? Има за бучук апој башка. Ајде. Има башка остеропороза. Башка има склероза. Башка за шекер, све има. Ти гледам овде цела аптека имаш ти. Има, да, господја, да. Арни се барем лекови? Како не, господја? Сигурно? Тамам работ. Да. Тамам работ. Од кај мене секој купува. Да? Ешендосон купуваат од аптеки, купува од болница. Кај мене купува веледрогерија, купува господја. Све купуваат кај мене, Да? господја. Да. Браво. Да ти кажувам право, екишен ја работам на големо. Велесен, ова ми е тезга, господи, за народ, пред празници. Не го слушај ти мене, глава многу ме боли, тапан ми е, од бучук, сабајле дома низом, олка глава ми е направа, нешто не знаеше, ми скина, уф. Има еш еден 100 евра лек, гледал сам, има и 30 евра лек, гледал сам. Како бре 100 евра или 30 евра? Па сега, господи. Како? Што тоа е 100 евра златен е, шо? Не, јок Ами, златен, шо? господи, јок. Е, па 100 евра оригинал лек, ешен долу. Али 30 евра Туркија лек. И тој Туркија го пиеш и купа, Тамам работа. Ами шо? Оно не помагало многу ешен лекот. Арно, Џабе ама го пиеш демек. сите го купувало. Цела Да. Македонија од кај мене Да. купувало, да. Имамо миносат од Бешикташки стендон. Еве, пробувало бромозепрам, да видиш. Велиш, а? А? Еј, јабува многу убаво. Што бабче. 250 грама од нив, 100 грама против болки и уште дај ми 300 грама антипсихотици за славата вечерта, ман, да имаме, да има. Тамам. Богато да е. Еве, инсулин, башка. Фала. За цела фамилија да поздравиш. Фала, ајде, пријатно, Ајде, Господ тешек, здравје, ајде. ајде. Ајде, бујрум. На дел од политичарите и новинарите кои беа доста застапени во медиумскиот простор изминатава деценија, а последнава година не се веќе толку актуелни, очигледно им недостига камера. Но за ова судовите имаат разбирање и ќе им излезат во пресред. Имено, набрзо ќе започне снимањето на ново реално шоу, со одличен кастинг од познати глумци, кои се очекува да засени се што досега продуцирала македонската кинематографија. Адвокатите на еден поранешен премиер побара да се снимат рочиштата за предметот траекторија. Судот дозволи серијата да се снима, а интересот кај јавноста и филмските работници е огромен и се очекува ова реално шоу од жанро крими драма да ги сруши сите досегашни рекорди на гледаност. Во главна улога е искусниот актер Никола Груевски. На сценариото работеа Никола Груевски и Сашо Мијалков, додека режисерската палка е на СЈО. За оние кои повеќе ги интересира шоу-бизнисот од политиката, се најавува уште едно реално шоу со исти сценаристи и режија, но тука носечката улога ќе има Драган Павловиќ Латас. Напратоста кај публиката се зголемува, со тоа што не се знае дали во ова реално шоу ќе победи Никола Груевски или народо. А кога сме кај реалните шоуа, уште една убава новост. Ново реално шоу кое набргу ќе почне да се емитува на македонските телевизии. Веќе ја бранува јавноста која покажа голем интерес за овој концепт. Вчерашни ексклузивно имаше шанса да дзирне на снимањето на првата епизода на новото реално шоу. 6 кандидати, а само еден победник. А кој тој едниот преживее. Ако не преживее, во втората сезона ќе се дуплира наградата, се додека не се најде некој преживеан. Ова е единственото правило во новото реално шоу Болнички Survivor. Собравме кандидати кои што ќе треба да го преживеат македонското здравство цели 3 месеци. Здраво, јас сум Ѓоко од Карпош. Сум зависник од адреналин. Јас сум Чили од Кавадарци. Поздрав за гледачите. Здраво, јас сум Душица и тука сум за нови авантури. Јас сум Горан. Мене ме удрија. Јас сум тука од и сум болен. Сигурен сум дека ќе тепам 100%. Најголем предизвик ми е само оваа шостенка позади.
Сакам да запознавам повеќе луѓе и да се дружиме. Ми немам плави картони, не сум вработен, имам шечер, а не можем да си дозволам приватно да се лечам. Гласајте за мене. И затоа се пријавив во шоуто, пошто немам пари да идам по авантури, се пријавив овде. Воа ми е единствена шанса да преживеам. Идеме на победа! Виде руки. А? Виде, без раце. Една од дисциплините во кои што надпреварувачите ќе си ги измерат силите е преку ред на рентген, а победник е оној кој прв ќе ја избегне редицата. Јас сум овде службено, конкуренцијата е доста јака и се надевам дека ќе победи најболниот. Надпреварувачите ќе ги вкрстат копијата во познатата игра Погоди го лекот, каде што ќе тестираат најразлични лекови, за да погодат кој лек е, а кој не е фалсификат. Главната награда е ваучер за лекување во една приватна болница во вредност од 10.000 евра. Воедно, оваа прилика би сакал да ја искористам за да им се заблагодарам на менаџментот на болницата што го возможија ова шоу, наградата и состојбата во здравството. Со ова го означуваме почетокот на оваа реално шоу. Болнички Survivor. Доколку пропуштите некоја епизода, можете да ја гледате во живо во вашата локална болница. И пред самиот почеток уште да видиме какво време не очекува минатата недела. Драги гледачи, драги Facebook следачи, студов наситени се намерачил. Толку студи, што се тресат зуби, за јуни-јули да се вратат ни се нудат суми, но тоа го прават луди на кои што им се суди. Платена правда имало, нека никад не те чуди, нема ударање у груди, остај тоа за други. Времења бидејќи овие се 100% луди. Ведермен, се извинувам вака шо, ама тоа е тоа, се работи се каде се работи. Заврши уште една епизода на вчерашни новости и се што треба дознавте последни. Така е, Александар. Сега сте чекор за ците. Имајте пријатна вечер и гледајте ја целата епизода на YouTube уште вечерва. Добро утро. Добро утро и од мене.